Пендаровски помеѓу два огна, дали ќе ги почитува правата на граѓаните или пак ќе тргне кон задоволување на личните апетити за нов председателски мандат. Собранието ја донесе конечната верзија на законите за Бехтел и Енка, сега нарете председателот. Дали Пендаровски ќе си остане на ставот дека нема да потпише закони кои ги кршат правата на работниците, како што самиот кажа, или пак подпис ќе стави за, како што се шпекулациите, да ја смири топката со СДСМ и да ги добие дуи на своја страна за повторно да влезе во трката за прв човек на државата. Прашањата остануваат отворени бидејќи од кабинетот на Пендаровски велат дека тој прво ќе ги разгледа законите кои вчера пристигнале, па потоа ќе одлучи. Вчера попладне во кабинетот на председателот се пристигнати законите. Во следните денови ќе бидат разгледани од председателот и ќе биде донесена одлука за тоа дали и кои укази ќе бидат потпишани. Бидејќи се повеќе закони, ќе треба неколку дена председателот да ги разгледа со својот тим. За властите пак изгласаните закони се можност за побрза и поевтина изградба на коридорите. Премиерот нема да му се мешал во одлуката на Пендаровски, но и натаму тврди дека Бехтел и Енка се најдоброто решение за изградба на автопатите. Председателот на државата е правник, тој има искусни правници кои што работат во неговиот кабинет, кои што ја исклучително ги ценам, и врз основа на анализата која што ќе ја направат на законите кои што веќе собранието ги донесе, председателот на државата ќе го каже својот финален збор во однос на законите. Јас лично, зборувајќи во моје име, сметам дека се работи за закони кои што се потребни. Премиерот порачува едно, а синдикатите сосема друго. Доколку Пендаровски сака да исполни функцијата прв човек во државата, мора да ги заштити работниците од катастрофалните закони. Не само што е против уставно вакво законско решение, туку е против сите норми, стандарди, ЕУ директиви и сите меѓународни договори кои што Република Македонија ги прифатила во минатото дека ќе ги почитува. Остра реакција на законите кои по брза лента го поминаа законодавниот дом испрати и гласен текстилец. Сдруженијето го повикува председателот да не ги потпишува ваквите законски измени на штета на работниците. Кучињата лаат, караванот си врви. Додека граѓаните и синдикатите вријат по изгласените законски измени, координаторот на проектот на социјалните мрежи не испушти шанса да се пофали. Пушката топ нека им стане, но ова не застанува, напиша Груби на видеото кое го сподели на Facebook, задоволен од ваквиот тек на настаните. Пушка љубов топ, porque